Едното семејство со 5 члена живее во иста соба која им ја отстапиле соседите, другото во друга куќа без тоалет и едните и другите мака мачат како да го преживеат секој следен ден. Семејствата Ристовски од Етовско Сиричино, чиј дел од куќата се урна пред 2 недели, ја продолжуваат борбата со суровото секојдневие. На семејството, чиј дел од куќата целосно се урна, пријателите им помагаат да изградат куќа. Од државата се уште не добиле ништо, вели Велко. Сум почнал да градим куќа, се со донации. Општината нешто помогнала, ама тоа не се стига. Тоа е. Еве, јас сум изград буксе полека. Кој донира тоа? Имам донации, ми донира. Мактен да жилце донира, железо, бетонов вонго донира сега ова. Тоа од него фалам од него. Кој ќе донира, тоа е. Тоа, инаке да живееш у комшија е многу тешко. Услови нема. Нема купативо, нема ништо. Хигиената е онога нема за децата. Највише тоа е највише проблемот. Еве, жената земеше да се породи. Хигиената е лоша. Тоа е. Еве, никој не дошол кај мене со документ дека имаш добрина стан. Никој. Ни документ, ни нешто клучово да имаш, да ти ми каже дали од министерство или кој генерираат тие станови социјално, никој не ми дошол да ми каже дека ти дали стан, никој не ми дошол да ми каже, никој. Тоа е, не знам ја, луѓе збора по интернет ова, дека ми имала на тоа интернет дека ми дали стан, ама ја уште не сум добил ништо. Никаков документација дека имам стан. Ни клучува, ни документ, ништо. Живееме во крајно лоши услови. Соседите прават се за да ни помогнат, ама толку се и нивните можности. Престојуваме 5 мина во една соба. Со солзи во очите говореа Борче и Сонја пред нашите камери. Животот е многу тежок и у гадни услови, например, сме во една соба, седиме свите сега, у комшија знаеш како е, не си како дома, да се чувствуваш, и ако има некои добри намерни луѓе да ни помогнат, треба ова куќа да се руши. Ми трчамо, надиме, никој не ни онади до сега. Свегде сме ишли. Може некој да ни помогне, некоја фирма, багер, нешто да дојде да ga руши ова куќа. Зашто нема, не се живи. Ој вика да се прави, ама свегде е распукана тај од удар, многу голем беше тоа, и распукани се и зидоите и све тоа џабе, ништо тоа. Само да се уложи само џабе, а утре може да падне и да не утепа. Ние сме се спасиле, тој дан, ние сме биле унутра со син ми, од 20 сме се спасиле. Среќа тоа Господова е. Тешко е, многу е тешко. У комши седимо со 3 деца, малото има година и пол. Тешко е. У ладни соби спиемо, нема. Не може да се живи. Без плата, Борче не работи нигде. Го пуштија од работа, за храна, за децата, за хигиена, треба да се опере, јадење да се направи. Нема, тешко е, многу е тешко. Еве, молимо за помош, да почне нешто да се прави ке нас, да знаеме дека е почнато. Ке Девер ми почна да се прави, му помага, ке нас никој нема кој да помогне, нема помош. Барем да се почне нешто да се гради, па знаеш си почнал нешто, се надеваш, а ова ваке тешко е многу. Дом не можеме да им дадеме, но минимална помош во храна и средства за лична хигиена за наредниот период им обезбедивме. Со оваа мисла Организациониот одбор на Бобе Јуниор од село Јанчиште денес дојде да ги посети семејствата Ристовски во Сиричино. Членовите на овој тим, секој во своите можности, донираше производи кои најмногу му недостигаат на семејството. Денеска ние, екипата на Бобе, дојдовме тука во рамките на нашите можности да помогнеме на ова семејство. Куќа не можеме да им зградиме, меѓутоа барем малку се надевам дека ќе ми олесниме ситуацијата во која што се наоѓаат. Зашто Бобе беше хумано дете, беше хуман човек, на сите помагаше колку што може, па затоа и ние сега се трудиме колку што можеме и каде можеме да помагаме. Посебно за овие дечиња, зашто навистина е потребна помош, па се надеваме и другите луѓе, хумани што се, ќе најдат начин да им помогнат во ситуацијата што се наоѓаат. Екипата на Бобе Јуниор нека биде само пример како треба да се помогне на овие луѓе кои и најстудените денови ги минуваат боси и надвор од дома.